Почитувани гледачи, добро не дојдовте на ово издание на Агроспектар, вашата емисија што редовно ве едуцира и информира за квалитетно земјоделско производство. Содржината и во оваа емисија е токму во таа насока да ве едуцираме и информираме, да бидете модерни и секогаш навреме да одговорите на предизвиците во земјоделското производство. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро не дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Ке почнеме со времето, а тоа оваа година земјоделците велат воопшто не им е наклонето, значи веќе проблеми се забележуваат во сите делови од растителното производство, болести и така натаму, штети по растенијата. Како ваквото време со чести варијации на температурата, па и преку ноќ и ден, како сето ова се одразува врз здравието на растенијата и каква ни е хидролошката состојба? Точно е тоа дека имаме специфична пролет и сега продолжува и летниот период со тие турбулентни периоди, каде што времето како фактор, како што рековте и вие, не е сојузник на земјоделските производители. И таквото турбулентно време се должи на она глобална климатска промена што секогаш ја ние избориме, и предочуваме дека во догледно време за следните години ќе мораме да размислуваме и на оној стратешки аспект по однос на култури кои треба да се одгледуваат со оглед на турбулентните временски прилики и неприлики и културите кои ги одгледуваме. Значи времето како фактор се наметнува и како доминантен чинител. И не случајно ние во овие едукативни емисии го секогаш елаборираме како значаен фактор. Зошто го правиме тоа? Сега, еве, оваа специфична година, со таква турбулентна пролет, каде што имавме големи периоди и такви температурни амплитуди, каде што квалитативниот и квантитативниот аспект на производството е зависен точно од времето. И ако кажам дека ние од квалитативен аспект ова година ќе имаме многу лош квалитет на производите, на конзистенцијата на месото. Еве сега имаме поранета пигментација кај виновата лоза. Факторот време е најзначаен. Бидејќи имавме температури од 38 степени Целзиусови, да за неколку дена имаме температури и во април имавме ние врнежи од снег. Сето тоа влијае врз нормалниот раст и развој на растенијата. Физиолошките функции, фотосинтетските процеси, сето тоа делува и на оплодувањето, на плодообразувањето и сега, еве сега ќе видите дека некои производители зрното уште недораснато има пигментација. Тоа е резултат на таквите пореметувања. Почетокот на пигментацијата треба да биде кога физиолошки зрното ја добие големината, а не ситното зрно почнува со пигментирање. Тоа се се пореметени функции на антоцијаните и се боени пигменти во растенијето и сето тоа пореметување е дело на времето за кое збориме. По однос на хидролошката состојба, ние не можеме да кажеме некое незадоволство, бидејќи акумулациите на ниво на Република Македонија се на едно убаво ниво. Сега, таа рационализација на користење на водата, тоа недобро организирање или недомакинско организирање на државата према водостопанските организации, нерационално користење на водата, каде што производителот и државата со стратешки мерки треба на производителот да му обезбеди континуитет од вода во секој период. Сега ќе имаме температури подолг период 38 степени Целзиус. Водата е насушна потреба и треба производителот да има секогаш кога има потреба за неа. И во догледно време мора да влезе во игра користењето на ирометрите,
Тоа веќе во одредени компании е прифатено, бидејќи тие ирометри буквално се индикатори на тоа што укажуваат кога треба да се даде вода, да кореновиот систем не доживее стрес, кој стрес ќе се одрази негативно врз физиолошките функции на растението. И тука 2-3 дена пред тоа, бидејќи има манометар, кој укажува да се водата дотира тогаш кога треба и да ја има во континуитет, бидејќи она што го работи коренот со осмотскиот притисок, тоа е резултатот на надземниот дел на растението и квалитетни фотосинтетски активности. Квалитетни фотосинтетски активности не може да има на растението горе, доколку немаме дотација на вода од коренот. Него ќе имаме виткање на листата, тоа е епинастија, со цел растението се бори против големиот транспирационен коефициент или дисхармоничен однос меѓу коренот, кој не дотира доволно вода до листот, за да има нормални фотосинтетски активности. И затоа, за да ја намали транспиративната површина, односно транспирационниот коефициент, листот се витка. Тоа виткање веќе за правите стручњаци, за правите луѓе познавачи на виновата лоза, тоа е знак дека тој има недостаток на вода. Има многу други индикации за кое нешто ние секогаш збориме, сме на располагање на луѓето да им го укажеме тоа. И тие ирометри, ако се вградат во почвата, тоа може би сега скапо изгледа, меѓутоа тоа 20 години ни леп сака, ни вода сака. Него ќе имате согледување секогаш состојбата на влагата во почвата. А чим тоа го имате, вие имате целосна сликата за растението, кога треба вода или храна, и да добиете секогаш континуитетот, квалитетно производство со добри шекерни единици, со добар грозд, затоа што водата е тој главен фактор, преку 80%, 90%, она во физиолошките функции на растението е главниот фактор. Ако неа е рационално користиме и во континуитет даваме, тука растителниот вид ќе го даде генетскиот потенцијал од приносот и квалитетот тој принос. Сите тие работи се стручни, за кои ние сакаме да производителот ги препознае и тие инструменти, како што е ирометрот, тензиометрот, за да се утврди влагата во почвата, да се знае релативната влажност на воздухот. Бидејќи зрното кога го има оптималната релативна влажност, тогаш тоа и при растењето, и при развојот има на правилна форма и уедначени зрна. Сите тие фактори делуваат, а фактор е времето. А производителот треба да има следливост на таквите состојби и да ги овозможи колку е можно повеќе, за да растението го даде својот генетски потенцијал. Што вели долгорочната прогноза? Долгорочната прогноза зборува дека ова година, иако сме веќе длабоко во летото, 22 е првиот месец, каде што ќе имаме сега неколку такви денови, топли, со одредени локални појави, пак на можни градобитни периоди, облаци и врнежиот дожд. И мораме, у неколку наврати во емисиите тоа го зборевме, мораме да кажеме дека ова година она првична експериментална пробна работа со авионите, мислам дека го барем за сега успешно го изведува тоа засеување и јас мислам дека од година на година ние таа методика ќе се усоврши. Тоа парче земја нема да ги трпи штетите што ги имаше од годините кога точно е во тој период градобитни облаци имаше и штетите беа на ниво на република многу катастрофално. И таквото нешто верувам дека во догледно време гледам една убава состојба за можности за подобрување на состојбите во аграрот и со следливоста на времето, мислам дека ќе имаме добри денови. Со еден мал исклучок да не дозволи
ни еден лозар, ни еден градинар да се инкорпорира политиката длабоко во стопанството, кое го буквално уништува со таквите политички незрели работи или манговски работи што ги збориме. Каква е состојбата во сите делови, во градинарството, во штарството, лозарството? Веќе има многу лозари кои што се жалат на проблем со еската. Значи, што се случува во состојбата со одгледуваните култури? Општата состојба, морам да кажам, дека од квалитативен и квантитативен аспект не е на висина како што треба да биде. Јас очекував дека нема да имаме такви ексцеси. Но температурните амплитуди, каде што уште имаме ние многу студени утра, а топли денови. Утекот на денот 38, вечерта дојде до 8 или до 5 или до 10 степени Целзиусови. Разликите се големи. Тоа не беше случај во летните периоди. И сега, пример кај Куртовската капија, гледувана на отворено, вирусите навистина праваат хаос. Ако не е заштитена добра културата, сега од сите тревни флори, инсектите, како што се трипсот, вошката, пајакот, бухачите, овие гасениците, едноставно доаѓаат на тој зелен, убав пипер и тука вршат инфективни процеси. Ова недела имаме нагло влошување на состојбата кај Куртовската капија, на врвните делови гледаме една колекција од вируси. Не од короната, него од овие наши растителни вируси, каде што преносители се лисните вошки, бухачите, пајакот, трипсот и така. И сега луѓето се гордеат, вика, пиперот ни е одличен. А ние во нашата филозофија на заштитата, што е правило број 1, кога е добро производството, да биде загрижен производителот, како да го одржа здраво. Затоа што, чим го фати растението вирус, лек буквално нема. И тука имаме веќе една инвазија по Куртовската капе, по граднарските култури, по доматите и така натаму. Затоа треба будност, следливост и консултација со стручно лице. Овоштарите ова година знаеме што доживеа, кајсијата буквално ќе анулират од можен вид кој треба да се шири. Затоа што ова година голем дел од производители не скинаа ниту една кајсија, со мали исклучоци. Ервинијата се враќа кај крушката, јаболката гледаме кладоспориумот и карпокапсата веќе надвладеа, каде што едноставно недостатокот на едукација на земјоделците е евидентна работа за Република Македонија. Оние знаења кои треба да ги има земјоделскиот производител и конекцијата што треба да има со стручни лица, тоа во Македонија мора потхитно да се подобри. Еве сега имаме некои убави вести од Европската Унија, дека нашите аналитичари право израчунаа околу 3,5 милиарди евра ќе дојдат во наредните 7 години за аграрот, за некој ИПАР 3 и така натаму. Затоа ние треба да сме спремни да го едуцираме производителот и да имаме квалитетен пристап и рационално користење на тие средства. Бидејќи минаа тие времиња кога некој што нема врска со земјоделието добил трактор по политички линии или по други работи. Мислам дека тие работи, тие времења поминаа и мора кон земјоделското производство со една квалитетна трајна стратегија да се пристапи со еден смислен пристап и со една мотивација на младите луѓе да останат на нива. Воспротивно, оние поглавја и оние наши смерници кон европскиот пазар ќе бидат само мислена именка. А европскиот пазар за нас лично, еве од мојот аспект агрономски да кажем и заштитарски, ние имаме добра прилика да си брендираме наши производи, по можности органски, да излеземе на пазарот европскиот и да немаме никаков проблем со тој пласман што често пати велат професоре, нема пласман. Пласман за квалитетно производство секогаш има. Ако не е квалитетно, ако е токсифицирано или несмислено заштитувано многу кратно, па ни се враќаат турите,
така го губиме авторитетот, тоа може. А иначе во наши услови, со тие светлосни денови што ги имаме, со тој тип на почва и трудолюбив земјоделски производител кој треба да се едуцира, јас мислам дека Македонија тука, ако аграрот е единствениот ресурс што е најмалку искористен и злоупотребен, треба да таа слика се промени, каде што за аграрот ќе бидат заинтересирани млади луѓе со средства кои доаѓаат, со технолошко осовременување, со квантумно знаење и производство на било која култура за познат купувач за европскиот пазар. Значи ќе произведува веќе продадено. Тогаш тој ќе застане тука. А не сега произведува за непознат купувач и кој ќе дојде да го пласира, он е во раката на трговецот и трговецот го тука ништи. А трговецот остварува профити. Таквите нешта јас мислам дека од стратешки аспект за кои секогаш збориме, неминовно е да во тоа министерство или сите министерства кои треба да се и така како редуцират, ако дојде Министерство за земјоделие, мора да биде човек што има душа, што има знаење, што знае во аграрот што треба да се превземе и да го мотивираме младиот производител да остане на површината и да произведува квалитетно производство. А таквото производство ние нема да го нудиме на европскиот пазар. Они сами ќе го барат. Зошто? Секој сака нетоксифицирано производство, квалитетно производство, бидејќи режимот на исхрана кај човек со такво производство е равна на здравје кај луѓето. Се друго е само експериментирање. На виновата лоза ќе се навратиме, таму има проблеми со еската, се шири брзо, цели лози колабираат и исчезнуваат. Точно. Повеќе лозари алармираат. Што значи ова и како да се третира? Ова недела има една експанзија, бидејќи ја точно низ целата држава бев по лозови насади и морам да кажам, и Свети Николскиот дел, Струмичкиот, Гевгелискиот, Кавадаречкиот, Неготинскиот, тука веќе имате вие една експанзија на развој. Дисанскиот дел таму има обиколка една доле. Значи, еската е болест за која нешто ние и минатата година рековме, но беше во помали размери. При така турбулентни времења, каде што имаме губење на имунолошкиот дел на растенијето, се случува да еската има една експанзија на развој, а тоа се гледа преку доаѓаат производители. Професоре, вика, јас имав 5-6 лози со таква симптоматика. Сега, вика, имам преку 20-30 на целиот блок. Значи, таа има една динамика на развој. Сега, ние во една од наредните емисии за еската сакам да направиме еден целосен опфат, бидејќи тука е сплет на 5-6 патогена. И тој касен инкомпатибилитет, што се јавува кај постари насади. Значи, доли има една гука се јавува меѓу подлогата и калемот. Тука, фомопсисот, фузариумот, вертицилиумот, антракмозата, ред неколку патогени се присутни во една латентна форма од калемењето. И сега, кога дојдат такви турбулентни години, со температурни разлики, растенијата го губат имунитетот. И тука доаѓа до тие еската како апоплектична појава, и нешто слично имаме и кај кајсијата, во Република Македонија преку 70%, 80% од кајсијата страда од апоплексија. Еската е една форма на апоплектично појавување, каде што виновата лоза е во полна родност, доминираат овие патогени од тие турбулентни услови и автоматски доаѓа до, пример, трахеомикозните оболувања, фузариумот и вертицилиумот, ги зачепуваат спроводниот систем и тој покафенува. И таа зона од виновата лоза, тој крак, почнува со почеток на венење. Да после година, следната година веќе и другиот крак почне и целиот чокот колабира
со се принос, со се грозје и гроздови. Значи, тоа не е сега одеднаш настанато. Тука има една традиција, ние знаеме какви калеми добивавме. Калемењето е важна работа, каде што тие патогени се во една латентна форма, да сега во покасните фази, во фазата на квалитетно плодоносење, тие се активираат и го прават тоа што го прават. Значи, тука ќе се провлечи и една многу значајна работа, дека во догледно време Република Македонија мора да има квалитетно собствено производство на лозови и овошни садници. И тука да бидат анулирани сите можни појави. Јас ќе ви кажам, увезував садници од Грција, од онаа сливата, грчките, оние Black Diamond, Анджелино и така натаму. Тие после третата година, кај ни се јавува еден инкомпатибилитет и 80% од тие увезени садници, кај луѓето кои ги ме дадено, вика, јас го сменив, насадот го изчистив, вика. Садниците, вика, после четврта, пета година, кога треба да враќат инвестиција, тие угинуваат. И затоа овие сорти веќе се анулирани и не ги ни увезуваме, бидејќи кај нас, за наши услови, тие се кратковечни. А овошен насад, ако не ти враќа 15, 18 години, 20 години, ако добро негуваме, оптимално оптеретуваме, квалитетно кроеме, охраната да биде како што треба врз основа на анализа, ѓубрење и така натаму, редовната заштита, сите тие работи ја прават долговечноста на секој насад, вклучувајќи и виновата лоза. И за еската, да се вратиме на неа, тоа е точно што вие го зборите. Јас имам бројни јавувања, еве тек сега, пред зрењето, сега веќе за последните 10-20 дена, почнува проширокот. Ние имаме една чудна работа, каде што пигментацијата кај црните сорти, тоа на почетокот го реков, почна антоцијаните, тоа се боени пигменти, каде што тоа треба да се јави после 5 до 10 дена. Сега, пример, почнува шекерност. Некои во Гевгелија, некои имав мерења, 12, 13, 14 единици веќе имат шекерност. Сега со калиум хумат, тоа е една од најважните, и фулвокиселините. Даваат фантастично, брза и квалитетна трансформација на киселините во шекери и нормално пигментацијата. Сега, тука многу квалитетни стручњаци ги има, алгиту, што ли не се збори како да се потроши лозарот да дојде ден порано на пазарот. Тоа не е коректно према самите лозари. Сега во тој период, ако има добро охранет корен, кој треба да го дооформи, да го исполни гроздот, почнува нормалната трансформација, чим големината го добие зрното, почнат нормалните трансформации на киселини во шекери и тука си се развиваат, почнуваат оние пигментации кај црните сорти и на еден начин зрење и квалитетно оформување на гроздот. Сето тоа е една сепак умешност што голем дел лозари од кавадарци добро ја познаваат. И морам да ги пофалам, бидејќи со тие луѓе што контактирам, тие се луѓе што имат квалитетно производство. И сега со тие хуматни форми што ги јас препорачувам, тие 8 до 10 дена порано ќе берат убав квалитетен грозд. А тоа не е мала работа, бидејќи првото производство сегаш си има една собствена цена. Ама да биде квалитетно, а не со сила, со зреено или без шекерни единици и така натаму. Со еден збор да завршиме со еската. Еската и нејзината експанзија на развој е на повидок. Тука треба лозарите да се организираат. Јас не сум на располагање, без никакви надокнади, да дадеме да своеврсен допринос како и на кој начин да се санкционираат почетните појави на чокатот. Со растаретување на гроздовите,
со кроење и со една компатибилна комбинација со прскање, да видиме нормално со пресек се направи колкав е степенот на опфатеност од тие трахеомикозни оболувања. Доколку има фазариозни оболувања и внатре е покафенет целиот тој слој на трансформација што трансформира храна, тогаш од таков чокот нема да има ајн. Значи да не се троши човекот џабе. Тие работи се стручни, некои од лозарите мислат дека ги знаат, некои се изненадени, бидејќи зошто до сега немав, а сега имам. Значи, еден е факторот време, друго е таа покасна појава, касвен инкомпатибилитет што го зборам, уште од калемењето. Ние имавме увоз на садници од Србија, затоа што, еве, сведок еден квалитетен човек што исклучиво од Италија увезе саден материјал од винова лоза, специфични сорти. Еден чокот не откажа. И ниту еден чокот не покажува такво нешто. Но тој е цертифициран, квалитетно, професионално одгледан калем, каде што дава фантастични резултати. И кај него со квалитетна заштита се постигнуваат добри резултати. Тука предлагам да го погледнеме прилогот кој носи новини од фитофармацијата, пак и се вратиме со завршниот дел од емисијата. Еве во овие едукативни емисиите со една новост која секако заслужува внимание за успешна заштита во земјоделското производство. Ние знаеме дека во тоа земјоделско производство пајакот е еден од чинителите кој навистина прави големи штети во општо во целото земјоделско производство. Дали тоа цвекарство, дали тоа овоштарство, лозарство, градинарство и така натаму. И акарицидите беше карактеристично тоа, тие имаа секогаш многу голема каренца, бидејќи таа токсична творба тешко се разградуваше и имаше проблем за користење во тоа интензивно производство, каде што имаме повеќе берби и за подолг временски период тоа не може. Една краставица ако има пајак, да таа каренца биде 25 дена, кога краставицата, пример, се бере на секој 2-3 дена. И за тоа нешто, Хемомак веќе има новост, која и тека го класира како новост, а тоа е акрамајдот. Тоа е нов акарицид, кој се употребува во кај сите земјоделски култури. Бефеназатите, кој е активна материја, припаѓа на новата група на карбендазини. Тоа е новоста која навистина заслужува внимание и ќе се потрудиме да ја уедноставиме, да за тој чинител пајакот, тоа камерата може секако да го прикаже, имаме веќе добро решение со многу малка каренца, каде што, еве тука имаме баш за каренца за значајно, дека за акрамајтот може во зеленчуковите култури каренца да биде и еден ден. А тоа значи многу значајна работа по однос на тие тековни работи и успешна заштита во тоа производство. За акрамајтот мора да кажеме, како нов акарицид, дека обезбедува најдобра контрола само од самиот почеток на сезоната, кога популацијата на пајачињата е ниска и примарна цел за уништување на адултите и нимфите.
Значи, тука збориме една вистина, каде што се испушти тој прав период, каде што инсектот е најчувствителен во тие млади фази од развојот, тука треба адултите и нимфите да се со таквата стручна и квалитетна примена на акромајтот, да се обезбеди права контрола од самиот почеток на сезоната и таа контрола покасно е покриена со една гаранција на квалитетно производство. Препаратот има долга резидуална активност на листовите, без системични ефекти на дејството на производот. Значи, не влија температурата, влагата и сувите услови за разлика од другите акарициди кои имаат јако системично делување и делувањето. А делувањето на акромајтот е од контактен карактер, тоа е акарицид, и за тоа е неопходно и лицето и опачината на листот да се темелно и квалитетно испрска со максимална микронизација на честичките, за да се постигне саканиот ефект. Значи, тој јак нокдаун ефект на младите фази на развојот на пајакот го даваат оној суштински дел на ефикасност. Мора да кажеме дека акромајтот има една своја специфичност по однос на механизмот на делување на овој акарицид. Значи, со примената на препаратот, активната материја го блокира синџирот на транспортот на електрони на патот на митохондричната енергија, при што поважните подвижните пајаци кои одма престануваат, кои ги опфаќа препаратот, тие престануваат да се хранат и по 3 часа по примената на препаратот стануваат хиперактивни, а за само 3 до 4 дена започна угинувањето, а по 7-миот ден веќе имаме постигнат фантастичен резултат на уништување на целата генерација на плајакот. Значи, од тие млади латки фази со тој оптимален ефект се уништуваат пајаците, а акромајтот е примерно активен против точно младите ларвени стадиуми на пајакот. Значи, тоа мора стручњакот да го знае. Со тој ентомолошки преглед утврдува дека почетокот на развојот на младите фази од пајакот, значи ларвите, тука акромајтот го дава оној јак нокдаун ефект, како што рековме после 3-тиот ден и 4-тиот ден, тука имаме ние чиста површина, чиста содржина, која нешто секако е значајно за ова ефикасност која ја дава акромајтот. За сите препарати кога ние збориме, секогаш најважното нешто на која даваме посебен акцент е токсикологијата. Значи, од моето почетно сознание за фитофармацијата и за заштитата како дисциплина, секогаш сум се трудел за пазувањето на каренцата, токсиколошките ефекти, што и како се постигнуваат, и сегаш препаратот го добива авторитетот од стручњакот, кога тој токсиколошки квалитет е позитивен. Што ќе кажем за токсикологијата за акромајтот? Значи, токсикологијата е адекватно проучена и токсиколошките ефекти и потенцијалното влијание врз здравието на луѓето кои произлегуваат од употребата на производот е јасно разбрана. Значи, препаратот не е мутаген, не е канцероген и не е акумулативен, што е многу значајно за тие токсични форми кои кај голем дел препарати се точно кумулираат и ја даваат она активна материја и резидуи кои треба. И
што е најзначајно по тие карактеристики, значи од Европска Унија, авторитетот на акромајтот е тоа што каренцата за зеленчуковите култури, јагодата и други интензивни култури, кај што ги ние имаме во Република Македонија, посебно градинарските култури, каренцата е само еден ден. Тоа е многу значајна работа за мене лично како стручњак, бидејќи тој е буквално акромајтот ќе му ја дадеме титулата како чистач од пајакот кој може да причини доста големи штети во сите одгледувани култури. Акромајтот употребен во сите земјоделски одгледувани култури, посебно градинарството, каде што денес се прска, следниот или наредниот ден може слободно да се бере, значи тоа го утврдиле стручни лица. А на апликаторот е задача да тие работи ги спроведува стручно по налог на стручњакот. Да кажеме нешто што е најзначајно за секој производител, а и за овие едукативни емисии, за употребата на акромајтот. Значи, за справување со резистентноста и со ефикасноста на делување на производот, потребно е да се секако, безусловно, прочита упатството кое го дава фабриката производител. Затоа што обврска е на секоја фабрика производител да даде конкретни упатства како тој препарат да се користи, во која концентрација, во која доза, со која микронизација на честици, под кој потенцијал на присуство на пајак имаме, тогаш по таквите упатства кои ги дава фабриката производител, тука нема ама баш никаква можност за промашување, затоа што мора да кажеме дека дел од тие земјоделски производители нестручно ќе го применат препаратот со незапазување на концентрацијата или дозата и ќе си земат за право да кажат јас прскав со акромајт, ама не добив резултати. А дали е тоа така во таа фенофаза, во таа младилачка фаза која зборев на предмалку, искористено и добро аплицирано средството, нема разлог да не даде резултати. Но таквото нешто да го анулираме, ние во овие едукативни емисии се го збориме. За секој од средството постои упатство. Освен упатството кој производителот треба да го прочита, а може дело тој да не го разбере, консултацијата со стручно лице за тоа во кој период треба да го примени препаратот. Дали е тој компатибилен со други средства? Дали оди и со која количина на раствор оди во која фенофаза од развојот на растението? Тоа се се стручни работи каде што производителот не треба да го штеди стручњакот, да го исконсултира и да го добие правиот принцип и начин на користење на средството. Затоа што крајната цел е тој од таквиот апликативен дел треба да има резултати. А резултат е успешно сузбиен пајакот кој причинува доста големи штети хранејќи се од сокот од растенијата. За зеленчуковите култури и јагодата во текот на една година потребно е максимално да имаме 2 третирања. Зошто го зборам тоа? Тоа се повраќам сега на она што предмалку го реков, стручњакот го следи циклусниот разбор на пајакот. Ако ние, како што рековме, одиме со оној прв ред што го секој обезбеден, значи најдобра контрола на почетокот од сезоната кога почнува оној прв почеток на појавата на адултите и нимфите, ние имаме сознание за колку време може евентуално, ако преживеало нешто, да створи нова генерација и тука се оди со
две прскања и тука ние со пајакот го имаме решен проблемот, што е многу значајна работа кај секој одгледувана култура. Сега, за јаболката, крушата, виновата лоза, праската, сливата, нектарините, само едно третирање со добра следливост, пак ќе кажеме, во текот на вегетацијата се постигнува фрапантно добар резултат со примената на акрамајтот. И затоа тој ќе најде место во производството, бидејќи со правата стручна примена тој ќе го даде она за кое е вложено многу и од кое производителите ќе имаат крајно задоволство, бидејќи кога го исчистат пајакот од своите површини, тие имаат една сатисфакција на задоволство. Прскањето секогаш мора да биде со максимална микронизација на честичките и целосна покриеност на лицето и опачината на листот. Бидејќи рековме, мора акрамајтот да дојде во контакт со пајакот, со нимфата или со адултите. Значи, прскањето со таквата турбуленција, имаме веќе толку современити механизми за квалитетно прскање, што јас мислам дека тоа е една голема предност, каде што со таа турбуленција и опачината на листот, каде што најчесто пајакот е лоциран, еве гледате тука, тоа е опачината на листот од краставица, да кажеме. И пајакот што се запредува тука, значи со таквата турбуленција на листовите се целосно опфаќа растението. И секој адулт, секоја нимфа, секој има се што е опфатено од пајакот, што е и цел на прскањето, затоа збориме максимална микронизација на честичките, тука ние имаме фрапантно добар резултат и редуциран број на прскања против пајакот. Ние знаеме против пајакот во свое време, дали беше тоа Ресен, дали беше тоа било која друг регион, има употреби на најтешките акарициди кои има голема каренца и каде што имаше голем проблем со резидуи, со можно незапазување на каренцата и така натаму. Значи акрамајтот, кога се збори градинарската култура, денес прска со акрамајт, други ден береш. Тоа е нешто веќе кое е совршено и кое ќе најде место во тоа наше производство. Употребата на оваа средство е во доза од 1 до 1,5 хектар, 1,5 литар по хектар, и тука мора да напоменем и да потенцираме, зависно од фенофазата на развојот на растението, мора да се оди со, пример за овощарството, со 1000 до 1200 па и 1500 литри по хектар, бидејќи се работи за долгогодишни големи насади, кои имаат доста лисна маса во тој период, и 1500 литри по хектар е сосема доволна количина за да се направи тој опфат со микронизација на честиците за кои зборевме пред малку. Тука точниот одмер на средството, мешањето на средството, компатибилноста на средството мора да биде верифицирано од стручњакот, предадена на апликаторот и да тој тоа го направи така стручно како што ќе добие налог. Тоа го збориме од причина голем дел од производители, ајде да ги кажеме надри заштитари, мислат дека знаат се, па некогаш немање на компатибилност на средствата, тој стави 2-3 инсектицида и се случува да има голем губиток. Отпорноста од изливање од дожд. Овој препарат е еден од акарицидите кој е најотпорен од изливањето на дожд, значи наводнувањето. Или наводнување. Значи, во тој
поглед го има водечкото место пред сите акарициди. То мора да се знае дека било какво врнежи од дожд, само после некакво кратко време, тој се брзо абсорбира и тука го постигнува својот нокдаун ефект и имаме навистина големи резултати од тоа. И на крајот го реков тоа значењето на компатибилноста. Овој препарат е компатибилен со други производи, но во локални услови треба стручно потврдување заради безбедноста на одгледуваната култура. И за фитотоксичност тој нема покажано, ама баш никаква фитотоксичност кај одгледуваните култури каде што е применет. А тоа е адутот кој навистина го има и е предност плюс, бидејќи голем дел од акарицидите и нема компатибилност и беа во една таква фаза. Но овој препарат, јас мислам дека ден порано ќе се најде на површините во Република Македонија. И во оваа емисија презентиравме што нуди фитофармацијата како новина, а е од големо значење за заштита на земјоделското производство. Професоре, за крај пораката до нашите гледачи. Тој препарат навистина не е новост, него супер новост по однос на она што во земјоделското производство се случува. Ние, колегите агрономи кои следат емисијата, знаат што е тоа акарицид. Акарицидите се средства кои ги уништуваат пајакот како една од најотпорните штетни инсекти, за кои каренцата беше од 40-45 дена. Значи, кога се испратка, отровноста беше таква да 45 дена не смее да се бере. А ние сега не случајно го даваме тоа, бидејќи има производители тука и што го имат пајакот, кај доматите, кај краставиците, долгата краставица, во струмичко корнишонот е во голем замав, за Австрија се извезува и тој препарат сега, акромаидот, со неговата активност на митохондриите, тоа го опишавме во прилогот, тој делува на брза и ефикасна заштита од пајакот. Уште од младата фаза на развојот што на пајакот. Значи е корисно да се употребува во заштита. И он ден-два после тоа може слободно да се бере производството. Значи таква специфика дадена и бидејќи после вториот, третиот ден младите, затоа периодот и стручниот пристап на примена е многу важен. Младата генерација од пајакот уште после првиот, вториот ден прекратуваат со хранење, бидејќи делува на митохондричниот дел на самиот инсект. И тие прекратуваат со хранење, да после четвртиот ден тие се веќе целосно абстинираат, не се хранат, не прават штета и умираат. А тоа нешто е најважно за тој период на таквото нешто. Јас верувам дека таквите средства и сличните такви средства, дел од нив се и чисти органски, што ги имавме порано, се добробит за земјоделското производство, односно за производите кои во перспектива треба да ги извезуваме на европскиот пазар. Ви благодарам. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Имајте секое добро со нашата програма.